Добро вечер, почитувани гледачи. Ова се минути за најновите информации од културата. Македонската филхармонија ја отвори новата концертна сезона насловена Без филтер. На 28 октомври тимот од филхармонија ќе гостува во Виена на една од најпознатите концертни сцени во светот. Со концертот Класика Рестарт, на кој како солист настапи врвниот колумбиски виолончелист Сантиаго Каньон Валенсија. Под диригентската палка на Јерухам Шаровски, Македонската филхармонија ја отвори новата концертна сезона насловена Без филтер. Директорот на филхармонијата најави дека до крајот на сезоната ќе има интересни концерти со исклучителни странски солисти, но и со домашни уметници како кларинетистот Васко Дуковски, виолинистката Фросина Богдановска, виолончелистот Паскал Краповски. До крајот на сезоната ќе имаме интересни концерти со исклучителни странски солисти, но и домашни уметници, како кларинетистот Васко Дуковски, виолинистката Фросина Богдановска, виолончелистот Паскал Краповски, виолинистката Сихана Бадивуку. Роденденскиот концерт е на 27 ноември со врвниот ерменски виолинист Сергеј Хачатријан. Освен симфониските, во рамките на програмата и оваа сезона ќе се одржуваат камерни концерти на малата сцена во филхармонијата, но и симфониски наменети за најмладата публика. Нашиот избор како уметнички совет на дела беше со цел да бидат представени сите жанрови по можност и исто така да гледаме развој на оркестар, тоа значи и покрај класични така наречен железен репертуар и да има и нови, за нас не одсвирени дела, како например Шостакович во мај, Шостакович 11 симфонија, кој што сметаме многу голем предизвик за нас. Се трудевме да има различен жанр, како што кажа Ана, меѓутоа и се трудевме да има и премиерни дела кои што публиката ги нема чуено досега, дела каде што се застапени и хорови, каде што се застапени и други инструменти и например како концертот на Сашо Тарчевски каде што Карл Дженкинс, вооружен човек, тоа е Миса за мир, која што е доста популарна во светот. Понатаму има на хармоника премиерен концерт од Фабиен Ваксман. На 28 октомври Македонската филхармонија ќе гостува во Виена на една од најпознатите концертни сцени во светот, во златната сала на Музик Ферајн, каде ќе биде представен споин на македонската традиција и на европската класика. Концертот во Виена се случува во рамките на програмата на Македонската филхармонија во делот на меѓународната соработка, во соработка со Министерството за култура. За идната година се планираат 2 концерти надвор од државата, во Дизелдорф и во Истанбул. Под слоганот за писателските работи, инспириран од делото на Крсте Петков Месирков, по 11-ти пат се одржа фестивалот за европска литература Букстар. Фокусот годинава беше домашната литература и предизвиците со кои таа се соочува. Веќе се снима еден подкаст со холандската авторка Шолере Зазаде, но она што е главното секако е отварањето кој што има малце една свечена нота. Во 19:30 ќе му биде доделена наградата Букстар, единствената и главна награда на нашиот фестивал, на македонскиот писател Блаже Миневски, за неговата книга Опаш во устата, што е буквално денес заедно со уште 8 книги во издание на издавачката Куќантол ќе биде достапна за публиката. Веднаш потоа се случува и една многу убав разговор со една чешка и турска писателка за вечерта да се заокружи со дебата за македонските современи класици. Зошто македонските современи класици, како што и самиот слоган за писателските работи ни кажува, ние оваа година ја ставаме инспирирани од делото на Крсте Месирков, ја ставаме токму македонската литература во фокусот и сакаме не само да зборуваме за литературата, туку и да поттикнеме една убава општествена иницијатива да не ги заборавиме нашите класици,
класици без оглед дали се живи или современи или мртви, бидејќи без тие секогаш живеат нели преку сопствените дела, но некогаш знаеме како нација да имаме на лоша традиција, тоа е да ги забораваме нашите големи имиња. Ние преку овој фестивал сакавме еден од нашите први дејци на современ македонски јазик, Крстен Мисирков, да ги овековечиме сите останати наши творци. Програмата продолжува и утре и задутре се до четврток, кога со доделување на една друга награда, тоа е наградата за најдобар превод од странски јазици на македонски јазик на книжевно дело Драги на Филолошкиот факултет Блаже Коневски, ќе се заокружат програмските активности на фестивалот Букстар, кој што по 11 пат, како што рековме, се случува во нашиот град. Општина Ресен ја одржа традиционалната манифестација Преспански јаболкобер, на која почна бербата на јаболки од годинашниот род и ги награди најдобрите земјоделци за минатата година. Во рамки на празничните денови Преспански јаболкобер во Ресен се одржа промоција на книга од професор доктор Јагода Митревска, театарска представа изведоа членовите на драмското студио Престиж, како и изложба на тема низ четката на преспанските уметници. Во чест на отпочнувањето на бербата на јаболко од овогодинешниот род, Општина Ресен ја организираше традиционалната манифестација Преспански јаболкобер 2025, која представува најголем стопанско-културен настан кој опфаќа активности од земјоделието, туризмот, културата, уметноста и спортот. Во рамки на манифестацијата беа одржани голем број на литературни настани, книжевни промоции, поетски читања, саем на книги од Македонската асоциација на издавачи, детска ликовна работилница Јаболче, уметничка изложба низ четката на преспанските уметници, а беше одржана и театарска представа на драмското студио Престиж при Домот на културата Драги Тозија во Ресен. На градскиот плоштад Цар Самуил се одржаа штандовски презентации на кои беа изложени традиционални, но и иновативни производи од јаболка, а освен локалните фолклорни групи Кардешлик и Кут Таше Милошевски од Ресен, настапија и гостите од Хрватска, културно-уметничкото друштво Анте Зениновиќ. Во вечерните часови присутните можеа да уживаат во музичките настапи на неколку домашни и популарни регионални бендови, а беа одржани и мемориални спортски настани. За време на манифестацијата, Општина Ресен беше домаќин на бројни гости и официјални лица од различни држави и избратимени градови и истакна дека манифестацијата не е само празник на јаболкото, туку и на заедништвото, креативноста и љубовта кон родниот крај. Концерти, изложби, мултимедијални изведби, литературни читања и перформанси ќе бидат дел од големата културна манифестација Бела ноќ, која вечерва се одржува по 21 пат. Настаните ќе се одржат на повеќе локации во Старата Скопска чаршија, Музеот на македонската борба, Музеј на град Скопје, Библиотеката Браќа Миладиновци, Културно-информативниот центар и МКЦ. Бела ноќ е символ на културната отвореност на Скопје. Вечер кога улиците се исполнуваат со уметност, инспирација и дружење. Целта на манифестацијата е да се поврзат граѓаните и уметниците преку заедничко искуство кое ја слави креативноста и културниот дух на главниот град. И тука ги завршуваме вестите од културата. Ви благодарам на вниманието.